Кога сите се виновни, никој не одговара. Таков најверојатно ќе биде епилогот и со нетранспарентната постапка околу добивањето на потребната документација на засега за јавноста непознат инвеститор кој ќе гради мини хидроцентрала за производство на струја на Мала река. Работата е дотаму што општината е ставена пред свршен чин да издаде градежна дозвола, а инвеститорот да започне со градежните работи, им одговарало тоа на граѓаните или не. Тоа што е чудно во овој случај е што на јавноста не и се кажува името на инвеститорот, нешто слично како со објектот кај трговскиот центар Мавровка во Скопје. Според препакувањето на последната седница на советот на општината, се започнало пред изборите во 2017 година, кога општината дала позитивно мислење за изградба на еден таков енергетски објект. Меѓутоа, во 2020 година, во услови на вонредна состојба, се издадени уште 5-6 мислења што зборува дека некој на мала брата и на брзина ја истуркал целата процедура, особено во делот на пренамената на шумско земјиште во Градежно. Бидејќи се работи за релативно мал енергетски капацитет, чиј зафат на реката ќе биде со димензии од 4 метри височина и 5 метри широчина, плюс другите објекти, пристапен пат и слично, и нема стручно објаснување за негативните и позитивните ефекти од неговото функционирање, советниците изгласаа заклучок градоначалникот заедно со координаторите на советничките групи да организираат состанок со инвеститорот за да добијат уште повеќе информации околу централата. Потоа да се организира јавна расправа за да се заземе конечен став. Иако за сега е неизвестно дали градот ќе ја спречи изградбата на мини хидроцентралата на Мала река, се чини поголема опасност се најавите на градоначалникот дека постоеле проекции за изградба на уште 2-3 такви на голема река.